Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Следуваат настаните на денот. Пресконференција организираше Општинската организација на СДСМ од Кучани, на која председателот и кандидат за пратеник Сашко Костов рече дека во предизборниот период власта вработува луѓе на определено време и изведува градежни работи, иако тоа со закон не е дозволено. Имало и закани кон жители во ромското мало дека ќе им се рушат дивоградбите ако не гласаат за ВМРО ДПМН. На неколку денови пред изборите, поради паниката и стравот што ја зафатиле владеачката ВМРО ДПМН, во очај се прави грубо кршење на сите предизборни правила. Ова на пресконференција го истакна председателот на Општинската организација на СДСМ од Кочани и кандидат за пратеник во изборната единица 3 Сашко Костов, обвинувајќи ги локалните функционери дека ја злоупотребуваат власта за да агитираат, да водат кампања и да ги залажуваат граѓаните. Иако со закон е забранено за време на кампања и распишани избори да има нови вработувања, во нашата општина се делат решенија како во приватна фирма на ВМРО ДПМН. Од 1.12.2016 во нашата општина се ново вработени 2 пожарникари, 1 хигиеничар, 1 возач и 2 општи работници. Со вториот пример може да се забележи како на различни локации низ градот и општината се асфалтираат ивичњаци, се поплчуваат тротоари, се со цел предизборно да ве залажат вас, почитувани граѓани, не бере многу се грижат за вас и вашите потреби. И третиот и можеби и најеклентантен пример за злоупотреба на власта од страна на ВМРО ДПМН е како вработени во општина Кочани за време на работа агитираат заедно со Спиро Ристовски низ општината. Сите тие луѓе кои ќе ги видите на фотографиите во прилог се на витални позиции во општина Кочани. Па би сакал да прашам кој ги извршува нивните работни задачи и обврски за кои се платени со народни пари, односно со пари од сите нас. Значи лицето Јоцо Гицов, близок човек на градоначалникот од ДПМН Радко Димитровски, се заканува по ромските семејства и места каде што живеат социјално ранливи категории на луѓе дека после 11 ќе има рушење на куќи кои не се легализирани ако не гласат за ДПМН. Костов се осврна и на изјавата на градоначалникот Димитровски дека тој работи 24 часа, а во врска со неговото признание дека во текот на работното време е ангажиран во кампањата на владеачката партија. Надвор од сите правила и законски прописи и процедури, сакаме да го прашаме и ако ги повредува сите тие работи, дали он е супермен па работи 24/7 и како уопште не спие. На крајот од обраќањето, Костов порача дека е доста од заложувањето што го прави власта врз граѓаните и ги повика гласачите на 11 декември да гласаат за коалицијата предводена од СДСМ, со што ќе се стави крај на манипулациите. Од кабинетот на градоначалникот Димитровски испратија писмена реакција во врска со наводите на пресконференцијата на СДСМ од Кочани. Во неја се вели дека општината изведувала градежни работи во текот на целата година. Тоа биле започнати проекти, а не предизборен маркетинг. И така ќе се продолжило и по изборите. Нови вработувања во општина Кочани според градоначалникот немало, туку се трансформирал работниот однос на лица кои што веќе биле ангажирани по друг основ. За лицето Јордан Гицов, што било споменато на пресконференцијата, се истакнува дека е комунален редар без надлежности да урива диг во оградби. Од кабинетот на Димитровски, на крајот од писмената реакција, стои дека тој ги извршува работните задачи совесно и одговорно во надлежност на општината. Во Кочани ќе се градат капитални објекти значајни за целиот источен регион, а ќе се вработуваат и млади кадри во уште неколку странски инвестиции. Рече на пресконференција носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 од коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН Илија Димовски. Носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 од коалицијата за подобра Македонија Илија Димовски на пресконференција во Кочани ги посочи проектите кои се градат во источниот дел од државата, од кои бенефит ќе имаат и граѓаните на Кочани, и ги истакна идните проекти за овој дел поместени во програмата на ВМРО ДПМН реално.
Во Кочани се изградија многу инфраструктурни суштински проекти за градот. Тоа не се случуваше во време на Социјалдемократскиот сојуз. Во Кочани се изгради атмосферска канализациона мрежа со која се одвоја фекалните отпадни води од атмосферските води во должина од 5,5 километри. Започна реализација на проектот за изградба на пречистителна станица и изградба на колекторски систем. Течат активностите околу изградбата на браната Речани на Оризарска река, капитален проект кој е важен за целиот источен регион и има вредност од 27,3 милиони евра. Во Кочани се изгради училишна спортска сала во училиштето Крсте Петков Мисирков од страна на владата на Република Македонија. Се отвори клон на детската градинка Павлина Велјанова во село Оризари. Од проектите што се од особено значење за жителите на Кочани и регионот, а кои ќе се градат во наредните 4 години, Димовски ги посочи изградбата на експресниот пат Штип Кочани, како и рехабилитација на патните правци од и околу Кочани. Тоа се патните правци Винички превалец, Македонска каменица Делчево, Македонска каменица Крива Паланка, потоа патниот правец Виница Бигла Делчево и реконструкција на патниот правец кон Берово со целосна замена на асфалтот. Димовски ја најави и изградбата на госоводниот систем од Штип кон Кочани, Виница и Разловци Беровско, а најави и доаѓање на уште неколку странски инвестиции во Кочани, како што тоа го направија компаниите Амфенол и Антура, кои вработија 2000 невработени лица. Спортското риболовно здружение Кочански рибар го реализираше првото порибување на акумулацијата Градче. Во водите на браната беа пуштени 230 килограми риба од сортата крап, набавени со собствени средства на здружението. По подолг период во Вештачкото езеро Градче е извршено порибување, со што членовите на Спортско риболовното здружение Кочански рибар ги реализираа ветените активности. Откако пред неколку месеци ја добија концесијата за стопанисување со акумулацијата, тие се зафатија со збогатување на рибниот фонд. Со тоа ги остваруваат ветувањето дека ќе работат на обновување на ресурсите, но и на одржување на околината на езерото. Ова е првата акција за порибување, а се најавува дека напролет ќе има уште една. Акција која што ја планираше управниот одбор да се спроведе првата, значи втората ќе биде у март. Првата акција порибување со 226 килограми крап од репроцентор акватика од Неготино и по нашата програма, значи, ово е само еден почеток со собствени средства на риболовното друштво Кочански рибар, од членарина, од продадени дозволи риболовни и едноставно сакаме неле езерото Градче да го збогатиме рибниот фонд за да ги рекреативните и спортските риболовци да ги доведеме тука. Со оглед што риболовната сезона е во тек, Стаменков рече дека спортските риболовци кои имаат регуларна дозвола од здружението можат веднаш да ловат на Градче. При тоа додаде дека треба да се почитуваат законските одредби, оти е дозволено да се земе само едно парче риба дневно со тежина до 3 кг и со должина не помало од 40 см. При тоа предупреди дека има рибочувари и за прекршување на прописите ќе следуваат ригорозни казни од 1000 евра и повеќе. Тој додаде дека интересот за зачленување во здружението е голем, а бројот на членовите постојано се зголемува. Исто така, проширена е и територијата на која може да се лови. Скоро 400. Сега, значи, ревиро едноставно кој што е по новата риболовна основа, треба од 1.1.2017 да стапи на сила, ревиро ни се зголемува и ќе биде, значи, и реката Брегалница од мосто кај Слив, мотело Слив, до уливо на Зетовска река. И сите притоки и мали акумулации кои што припаѓат во ова подрачје, заедно нели со акумулацијата Градче. Стаменков рече дека цената на државната дозвола за риболов е прифатлива за секого и изнесува 1200 денари, поради што не очекува отеки има злоупотреби и нелегален риболов. Инаку рокот за кој здружението Кочански рибар ја доби концесијата е 6 години,
А намера на нашите риболовци е езерото Градче да влезе во распоредот на Риболовната федерација за организирање првенства во спортски риболов. В четврток Македонија ќе одбележи 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски, просветител и мисионер со големи заслуги за средновековната македонска книжевност. Подсетување на неговото дело е и манастирот на Осоговските планини. 8 декември е празник посветен на родоначалникот на средновековната македонска книжевност Климент Охридски. Оваа година е значајна по тоа што се навршуваат 1100 години од упокојувањето на еден од најголемите светители за македонската православна црква. Образован во висока византијска школа, култивиран под закрилата на учителите Кирил и Методи, Климент Охридски ја формирал Охридската книжевна школа, давајќи и основа и печат со високо реноме на средновековната македонска книжевност, култура и историја. Климент Охридски се јавува и како педагог и просветител, мисионер кој се појавувал во сите средини, проповедник од највисок ранг, пред се како човек кој сакал сесредно да го издигне нашиот словенски род. Климентовиот култ и традиција до овие денови оставиле силни и неизбришливи траги, не само во Охридскиот крај, туку и ширум Македонија. Православниот храм Свети Климент Охридски на падините на Осоговските планини ја шири Климентовата традиција и во Кочанско. Во новата црква, што се наоѓа на патот Кочани-Пониква, на 5 километри од спортско-рекреативниот центар Пониква, ќе биде одбележан празникот на Свети Климент. Архитектонското решение на овој објект е на архитектот Александар Гицов, а целиот иконопис е дело на академскиот сликар магистер Александра Димитрова и двајцата од Кочани. Изборот и изработката на фреско-сликарството е на браќата Тони и Ромео Коцеви од Радовиш, а решението за иконостасот, вратата и останатите елементи, изработени во дрворез, се на Слободан Димитриевски од Пробиштип. Православниот храм Свети Климент Охридски на Осоговските планини е ктиторско дело на Благој Ситновски и неговото семејство. Хуманитарна забава за помош на Методи Митев од Кучани ќе се организира в сабота на 10 декември во ресторанот Престиж. Митев ги повикува сите хумани граѓани кои се во можност да присуствуваат и да му помогнат да ги собере парите потребни за операција во Кина. Болеста напредува и се проширува и на рацете. Се организираат хуманитарни концерти и забави, а парите никако да се соберат во целост. Методи Митев од Кочани повторно со апел до хуманите граѓани на 10 декември, сабота, масовно да присуствуваат на забавата, што за негова помош ќе се организира во ресторанот Престиж. Ќе се организира уште една хуманитарна забава во ресторант Престиж на дата 10.12.2016 година од 21 часот. Хуманитарната забава ќе биде од хуманитарен карактер, мислам со хуманитарен карактер, што ќе биде, нема да има влезници, влезот ќе биде слободен, а ќе биде со покачување на пијачката, со 10 денара покачување на пијачка и тие 10 денара ќе бидат донирани за мене. На забавата ќе ве забавуваат Театро Бенд, групата Театро Бенд, Коко Бенд и А Позитив, па така да ќе ги замолам сите граѓани на град Кочани кои можат да присуствуваат на забавата и да ми ја дадат нивната поддршка, да можем да ги соберам парите, за да можем да заминам на операција, пошто многу ми, пак ќе речем, многу ми тешко иде со операција, со собирањето на пари. Колку собра до сега? И сега ми многу нагло ми дава знаци на раците, што имам шанси, нек на бев за Скопје, имам шанси да ги загубам и раците. До сега имам соберено 15.000 евра, а са ми потребни 28.000 евра. Митев боледува од хередитарна параплегија која му ги блокира нозете и му оневозможува да се движи. Лекарите од Кина му ја даваат последната надеж да застане на нозе со операција за која му се потребни 28.000 евра. За тоа му е потребна поголема финансиска поддршка од хуманите граѓани. Крводарителска акција организираше комуналното јавно предпријатие Водовод во просториите на Стопански двор. Акцијата помина успешно.
Задоволителен број крвни единици беа собрани на крводарителската акција што во просториите на Стопански двор ја организираше комуналното јавно предпријатие Водовод. Вработените во предпријатието ја покажаа својата хуманост и ја даруваа скапоцената течност. На оваа акција масовно се вклучуваат вработените од комуналното јавно предпријатие и отприлика околу 20 до 30 крвни единици секоја акција крводарителска даруваат крв. Можам да кажам дека тоа е еден хуман гест од вработените. Знаеме што значи во современо живење, ново динамично живење, што значи секоја капка крв и е една благодарност до сите оние користам како председател на Основната организација, на Општинската организација на Црвен крст, да се заблагодарам на сите оние кои ќе даруваат денеска драгоценната крв. Ова е втора година поред како се организира крводарителска акција во Стопански двор, откако се оформи основната организација на Црвен крст при комуналното јавно предпријатие Водовод. Предпријатието вакви крводарителски акции ќе организира и понатаму. Клубот за планинарски спортови Москито од Кучани во соработка со колегите од клубот Трансферзалец од Скопје организираат искачување на Шар планина. Во рамки на турата е предвидено да се освои Титов врв од над 2747 метри. Членовите на клубот за планинарски спортови Москито од Кочани продолжуваат со активностите во овој период од годината, откако претходно беа вклучени во организацијата на слични активности со друштва од другите градови во државата со кои соработуваат. За внедела на 18 декември, заедно со планинарското друштво Трансферзалец, се најавува зимско искачување на Шар планина, односно на нејзиниот врв Титов врв. Тоа е планинска кота која е позната и како Голем Турчин и е највисок врв на Шар планина и втор највисок врв во Македонија со височина од 2747 метри. Од клубот Москито ги покануваат сите заинтересирани за сериозно планинско искачување да се пријават за учество во турата. Маршрутата на искачување започнува од планинарскиот дом Смрека и продолжува кон Церипашина, преку врвот Антени и Бакардан, се до Титов врв, во вкупна должина од 12 км во еден правец. Пешечењето ќе се одвива по гребен и е во трајање од 5 часа во еден правец. Акцијата, според планинарите, спаѓа во многу тешка активност и сите учесници задолжително треба да располагаат со соодветна планинарска опрема за искачување во зимски услови. Секој учесник мора да има соодветна психофизичка подготвеност за искачување и ќе учествува на сопствена одговорност. Пријавувањето на заинтересираните е до 15 декември, а сите планинари од Кочани кои што сакаат да учествуваат на турата можат да ги контактираат членовите од клубот за планинарски спортови Москито. Следува информацијата од спортот. Победа за кошаркарскиот клуб Пиколо од Кучани против екипата на Фени Индустри од Кавадарци со 4 коша разлика во надпреварот што во саботата се одржа во спортската сала во Кучани. Кошаркарите на Пиколо се надпреваруваат во М18 младинската лига, родени 99 година. Кошаркарите на Пиколо на домашен терен ја совладаа екипата на Фени Индустри од Кавадарци со резултатот 76-72. Кошаркарскиот клуб Пиколо од Кучани е составен од играчи родени 99-та, 2000-та и 2001 година и од одиграни 5 надпревари, од кои 3 во гости и 2 дома, победија во 2. Тренерите Мијалчо Апостолов и Борчо Апостолов задоволни од кошаркарите и постигнатите резултати. Тие во гости ги изгубивме, а тие дома ги победивме. Од резултатот јас сум задоволен, бидејќи тоа се млади деца. Кога патуваме една страна, смета патувањето, потоа новата средина, новата сала, уствари друга сала, некако нашата. И нормално е да резултатот биде послаб настрана него дом. Исто така сум задоволен од резултатот, бидејќи екипата е составена по повеќето од младинци родени 2001 година. Фактички 2 години се помали, а се надпреваруваат у категорија со младинци 99 година родени. Тренирам од својата 7 година. Задоволен сум од тренинзите и резултатот што го постигнуваме. Моментално сме трето место во нашата група, односно се надпреваруваме до 18 години во Македонија.
Кошаркарите на Пиколо и покрај двата пораза моментално се наоѓаат на третото место од М18 кошаркарската лига. Се подготвуваат за следниот надпревар со Академија што ќе се одигра во Струмица. Почитувани, ги следевте вестите на Канал 8, следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.